Пред да започне видео колумната, би ве замолил доколку истата ви се допадне да стиснете subscribe и да ставите лайк за истата да стигне до повеќе луѓе. Работниците ни доживуваат несреќи на своите работни места. Ова е сурова вистина од која не може да се избега и покажува дека Македонија се уште не е безбедно место за работниците, особено за оние кои работат во тешките индустрии. Штедејќи пари на проценка на ризик на работното место и заштитна опрема, кои играат круцијална улога во безбедноста на работниците, некои работодавачи покажуваат колку се алчни и колку не им е гајле за тоа дали работниците ќе се вратат дома здрави и живи. Податоците покажуваат дека голем број од нив не се враќаат. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, во 2022 година имало над 570 повреди при работа, додека во 2023 година таа бројка е поголема и изнесува над 720. Од друга страна пак, извештајот за несреќи при работа на Македонското здружение за заштита при работа има евидентирано 93 повреди и 15 смртни случаи во 2023 година. Пред да стекнете погрешна слика, еве што навеле авторите на извештајот. Мораме да предочиме дека овој извештај е единствениот кој најблиску ја отсликува суровата реалност, дека во Македонија се гине на работното место. Ова е единствен извештај кој дури и самите автори на истиот зборуваат дека е конзервативен и дека ниту оддалеку ги опфаќа сите случајни несреќи на работното место, смртните случаи на работното место, ниту пак професионалните заболувања. Овој извештај е еден континуиран напор на група професионалци од Македонското здружение за заштита при работа, кои веруваат дека работите мора да се променат на подобро, бидејќи друга алтернатива е опустошена Македонија. Ние во ова видео колумна не зборуваме за професионалните заболувања. Тие се посебна тема за која што треба да се разговара со експерти. Туку само даваме осврт на тоа каква е ситуацијата со безбедноста на работниците на нивните работни места. Споменатите податоци осликуваат една траурна слика за состојбите во одредени сектори. Како и што споменав погоре, најмногу работници се повредуваат и гинат во индустријата. Тука морам уште еднаш да нагласам дека најголема причина за тоа е што не се прави проценка на ризик и не се набавува соодветна заштитна опрема, но и поради тоа што не се вложува во обезбедувањето на работното место. Сето ова е резултат на немањето превентивна култура. Впрочем, трагедијата во Кочани, трагедијата во Ласкарци и еден куп други трагедии се солидни примери за тоа. Превентивната култура значи спасување животи и спречување на потенцијални несреќи. Недостатокот од неа не носи човечки загуби кои не можат да се надоместат ни со богатството на најбогатиот човек на светот. Ниедни пари нема да ја го вратат сопругот на сопругата и обратно. Ниедни пари нема да го заменат таткото на детето кое со душа чека да се врати од работа. Еден мој пријател и голем професионалец од областа на безбедноста и здравјето при работа во едно интервју рече дека газдите треба да бидат законски обврзани во случај на несреќа тие да ја имаат должноста лично да им ја пренесат трагичната вест на семејствата. Звучи радикално, но после се, мислам дека е навистина потребна ваква одредба. За крај, треба да знаете дека несреќите при работа Македонија ја чинат 4% од бруто домашниот производ, што во пари изнесува околу 400 милиони евра.